Следуваат вести на КТВ. Се интензивираат изборните активности на учесниците на локалните избори 2025 на 6-тиот ден од 20-дневната кампања за изборите на 19 октомври. Политичките партии, коалициите и независните кандидати ќе одржат митинзи и средби со граѓани во повеќе делови од земјата. Владеачката ВМРО ДПМН ќе одржи митинзи на кои ќе ги представи кандидатите за градоначалници и советници во Теарце, Бравеница, Јегуновце, Ѓорче Петров и во Куманово. СДСМ попладнево и вечер е во Градско, Чашка, Велес и во Свети Николе. Кандидатите на Левица во Кичево и во Охрид ќе имаат средба со граѓани, а во Струга ќе се одржи промоција на кандидатката за градоначалник на Струга Јована Мојсовска. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на митингот во Могила во рамки на кампањата за локалните избори се осврна на политичките пораки кои доаѓаат од политичкиот противник СДСМ, за кој рече дека на овие предизборни митинзи одвај успеваат да соберат неколкумина. Мицковски посочи дека ова раководство на СДСМ партијата ја сведе под биолошкиот минимум и дека после овие избори кај нив ќе следува реконструкција и промени за да дојдат нови млади ликови кои ќе бидат конструктивна опозиција. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Венко Филипче, на граѓанска трибина "Се бориме за нашиот дом" во Охрид, упати порака за потребата од активна граѓанска борба против, како што рече, неправдата, самоволието и деградацијата на институциите под актуелната власт на ВМРО ДПМН. Сега повикот е поважен и погласен од било кога. Ние мораме да се бориме за нашиот дом. Борбата почнува од секое мало семејство, куќа, од секоја улица. Наша обврска е да ја вратиме надежта дека оваа власт не може да прави што сака, истакна Филипче. Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОБСЕ преку Канцеларијата за демократски институции и човекови права ОДИХР го поднесе преодниот извештај за локалните избори што се однесува на периодот од 5 септември до 1 октомври годинава. Во извештајот меѓу другото е нотирана и цензурата кон партијата Левица во однос на политичкото рекламирање, пишуваат во соопштение од оваа политичка партија. Во истото се додава ОДИХР укажува дека слично како и кај правилата за надворешно рекламирање, формулата за распределба на средствата и платено време за емитување на не предвидува посебен третман за партиите кои имаат пратеничка група по усвојувањето на упатството за радиодифузерите од страна на АВМУ. Венко Филипче со новата резолуција сака да си отвори пат за правење на бомбона бизнис делки со неговиот гуру Зоран Заев на штета на македонскиот народ, пишуваат и обвинуваат во денешното соопштение од ВМРО ДПМН. По одигрувањето на ова 9-то коло, фудбалските прволигаши заминуваат на репрезентативна пауза. Следни противници во квалификациите за светското првенство 2026 ни се Белгија на гости на 10 октомври и Казахстан дома на 13 октомври. Утрото студено, преку ден утре сончево со мала до умерена облачност, кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува и во текот на ноќта ќе има повремен локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец, температура до 19 степени. Во текот на ноќта и во првите 2 дена од следната седмица ќе има повремени локални врнежи од дожд. Од понеделник до среда ќе дува умерен до засилен северен ветер, а температурите ќе се задржат под просекот за овој период од годината. Пораст на температурата се очекува од четврток. Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.